Од 26. оваа година повторно стапивме во генерален штрајк. Причината за стапување во овој штрајк беше тоа што не го вети владата, а не го исполни. Значи, владата не вети дека в последниве 3 месеци ќе ни го реши проблемот. Еве, како што гледате, 2 месеци веќе изминуваат, до сега не се мрнати ни со малиот прст за да ни го реша нашиот проблем. Требаше секој месец да земеме редовно плата, барем минималната плата. Ние повторно зедовме по некои си 7.000 денари и во првиот месец требаше да замина технолошки вишок повеќе од 100 вработени. Нема никој ни заминато, а не е ни почната таа постапка за да се замине технолошки вишок. Решени сме овој пат конечно да застаниме и повеќе да не подлекнуваме со плати, туку до конечно решавање да не почнуваме со работа. Една од причините што застанавме и што беа изреволтирани вработените беше што председателот на бордот на директори Тони Петрески заедно со представникот на државниот капитал нечеа да одржа собрание се додека не му се исплати плата од 18.000 денари. Нив му исплатија плата од 18.000 денари, а ние за тие 18.000 денари треба 3 месеци да работиме по 6.000 како што земаме до сега. Исполнување на нашите барања. Додека не се исполнат нема ефект да работиме. Со 6.000 денари ако некој може да преживее месецот, тогаш нека повели, нека дојде, нека работи. Нашите барања се еднаш за секогаш да се реши статутот на фирмава и на вработените. 10 плати уназад без штрајк плата не снезеле. По-конкретно, за среда имаме некои најави за пред влада, меѓутоа и материјални средства немаме. За автобуси немаме да појдеме до Скопје. Значи, на сметката од синдикатот нема грош. Че бараме чајде некако со воз. Значи, после изгледа ова влада нема слух. Дури бевме таму во Скопје, се ни ветуваја, само за да не избрка. Еве, 2 месеци од кога бевме во Скопје со шаторите, значи до ден денеска, ама буквално ништо нема помрднато. Сем тие по 10.000 што ни ги зедавме тогаш, а ни беше ветено дека секој месец, доколку работите, остатокот од платата што треба да се изваи, ќе го покрива владата. Се до излез од криза. А до ден денеска, значи, еден грош немаме земено од влада. А исто така имавме и некои договори со МВР. Претходното раководство што ги склучило со Босна, таму со Турција, значи се уште не можеме да се исчепиме од тие, да ги наречем така, арами. Значи, се уште не можеме да ги добијаме тие средства, тие, да кажеме дека се елеци, панцирни елеци, а мислиме дека со тој договор до некаде би излегле од кризата.